другарчиња, следи следниот час по математика за кое оделение на Станичке, Сега Маја? за пето оделение. Сега за пето оделение, значи пето оделенце, спремете ги тетратките и ќе почнеме сега со решавање на што? Што ќе правиме? Денеска ќе учиме делење на трицифрен и двуцифрен број со едноцифра со остаток. Значи, дали знаеме прво што ни е остаток? Па знаеме дека остатокот е она што ни останува при делењето на работите. Да. Кога вие две ќе застанете и сте во пар, јас што представувам? Остаток. Да. Така е. Значи, делење на трицифрен и двуцифрен број со едноцифрен со остаток, значи кога другарчето до вас нема пар. Така? Значи, кога броевите се обично, кога седиме во клупа, седиме по двајца, а некое другарче што ќе биде трето, ќе рече со кого ќе седам јас, тоа ќе го седнеме во соседната клупа, ма ќе остане само. И ќе биде остаток. Денеска започнуваме со делење на двоцифрени и трицифрени броеви. Најпрво пример 87 поделено со 7 е еднакво на колку и 236 поделено со 8 е еднакво на колку. Постојат повеќе начини, веќе Кембриџот овозможува повеќе начини на совладување на математичките операции и секој од учениците си одбира начин на кој што ќе се ги реши зададените задачи. Се разбира, постапката не мора да биде запазена, но резултатот треба да биде точен. Да. Тука се прикажани два начини на решавање. Првиот начин е со разложување, а вториот начин е со писмено делење. Еве го првиот начин со разложување. Што тоа значи? Веќе учениците од пето оделение знаат 87 делено со 7. Првата цифра ни представува десетки, втората цифра ни представува единици. Кога ќе го разложиме бројот 87, тој во заграда го представуваме 80 плюс 7 и делено со 7. Како кога запишуваме реченици. Да. Така и математички операциите одат по редослед. Првиот број 80 го делиме со 7, плюсот го запишуваме и 7 го делиме со 7 и на тој начин се ослободуваме од заградите. 80 поделено со 7. Си велам, кој број помножен со 7 најблиску ќе ми го даде таблица множење и делење, сум најблиску до 80. И кога ќе си речам 7 по 10, 70, ама 7 плюс 7 по 11, 77. Значи, 11 плюс 7 поделено со 7 е еднакво на 12. Тука одиме сега со множење. 12 по 7 е еднакво на 84, што следува дека 87 минус 84 е еднакво на 3. 3 ни представува остаток. Вториот начин, писмено делење, кој што можеби на учениците им е полесен, 87 делено со 7 е еднакво на колку? Велам, бројот 7, колку пати ми се содржи во бројот 8? Само еднаш. 1 по 7 е еднакво на 7. 8 минус 7 е 1. Седмицата велиме, ја спуштаме. 17 минус 14, зошто? Затоа што викам 17 минус 14. 7 колку пати ми се содржи во 7? Само еднаш. И сега велам, кој број помножен со 7 ќе ми го даде најблиску, кој број ми е најблиску до бројот 17, тоа е бројот 14, затоа што 2 по 7 е 14. И го добиваме остатокот. Значи, 12 велиме во математиката. Деленик, делител, количник и остаток 3. Како правиме проверка? Проверка правиме на тој начин што? Количникот помножен со деленик, делителот, плюс остатокот. И сега го добивам истото ова што го добивме и горе. 84 плюс 3 е еднакво на 87. Секогаш во математиката правиме проверка за да бидеме сигурни дали точно сме ги решиле задачите. Истиот начин на разложување со трицифрените броеви. Иста е постапката, но велиме во разреди стотки имаме единица кој што има месна вредност 100.
Во разред десетки имаме цифра 6, кој што има месна вредност 60, и во разред единици цифра 9, кој што има месна вредност само 9. Секој број во заградата го делиме со бројот 2 и добиваме 50, 100 поделено со 2 50, плюс 60 поделено со 2 30, плюс 9 поделено со 2, тука имаме 4. 80 плюс 4 84. И претходната задача ни беше со 84 случајност. Следува дека 84 по 2 еднакво на 168. 169 минус 168 и 1 остаток. Значи дека 169 поделено со 2 еднакво на 84 и остаток 1. Писмениот начин на делење е ист како и со двоцифрените броеви. 1 не можам да го поделам со 2. Така? Да. Или пак кога ќе се запрашам 2, колку пати ми се содржи во 1? Не ми се содржи. И затоа го ја земам и цифрата на десетките. Да. 16 поделено со 2 колку е? Или 2 колку пати ми се содржи во 16? 8 пати. 8 по 2, 16. Ја спуштаме деветката. 2. Кој број најблиску ми е кога ќе помножам таблица множење до 9? 8, односно 4 по 2. Така, 4 по 2 е 8. И добивам 1 остаток. Проверката ја правам на тој начин што 84 го множам со 2, го додавам остатокот и го добивам точниот резултат 169. Дали е јасно до тука што работиме? Да. Така? Да. Прва задача, пресметај. 29 поделено со 3. Вака. Така ли се така? Ќе мораме... Така. Чекајте сега. Како рековме првата? 29 поделено со 3. Поделено со 3. Таблица множење. Да, 3 колку пати ми се содржи, да речеме во 2 не се содржи, тогаш мора да го земеме да видиме колку пати се содржи во 29. Да речеме дека се содржи едно 9 пати, дама тогаш би било 9, ќе биде 27. Така. 27 и остатокот тука запишуваме минус. Така. Вака, и овде имаме 2 остаток. Така. 29 поделено со 3 е 9 и остаток 2. Остаток 2. Ајде на следната задача. 649 поделено со 8. Значи, само да земам потенко пенкалце. 649 поделено со 8. 49 поделено со 8. Ајде. Не сега, значи пак треба да гледаме дека не го содржи во шеската, не се содржи, ќе гледаме дека се содржи во 64. Тоа е 8 по колку е 64 велиме? 8 по 8 е 64, така? 8 е 64, овде минуса, значи овде сега ја спуштаме деветката. 9 тоа по ова треба да стои 1, затоа што 1 по 8 е 8. Имаме остаток 1, така. Остаток 1. Одлично. 536 поделено со 6. Сега исто го взимаме 53, значи 53, тоа ќе нема да ни биде ни 9, тука ќе биде 8 исто. Така, 8 по 6. 48. Овде ги остануваме, имаме 5, така. Така. И 56, така исто. Да, и сега го имаме 9, 9 по 6, 54. И 2 остаток. Одлично. Одиме на втората задача. За денес. Збришиме овие.
Да бришам ја, бриша се. Еве, ќе бриши, избриши. Учениците кој начин на разложување повеќе го сакаат? Првиот или вториот? Вториот. Вториот? Вториот, да. Затоа што може би им е некако полесен. Полесен? Да. Затоа што тука имаат повеќе пишување во Да. првиот начин на разложување. Тоа значи да вториот затоа што е на побрз начин се добива, тоа значи дека вие деца сте попаметни, затоа што и брзо брзи. решавате задачи. Браво, другарчи. Втора задача. Колку е количникот и остатокот при делење на бројот 87 со бројот 9? Затоа учениците уште од второ, трето оделение веќе треба да ги научат поимите. За множење, за делење, значи деленик, делител, количник. Прв множител, втор множител, производ. Така и ќе можете да ги решат и задачите. Колку е количникот и остатокот при делење на бројот 87 со 9? Дали ќе може само да ми пуштите јас да ја решам задачата? Да, таблата На свич. На свич. каде е свичот? Еве го. Уште Оп, еднаш. еве. Така. И путенко. Путенко. Жолто. Жолто, зелено. Чекај, ова? Е овде, но. Еве или тоа зеленото и само да е малку путенко за да. Така. 87 поделено. Како крупчиња направете ги. Така, да. поделено со 9. 9. 9 по колку е најблиску 87 се прашуваме? Така. 9. 9 по 9 81. 7 минус 7 6. Шест. Значи 9 и остаток 6. 6. И сега исто така можам да направам и проверка. Како правев проверка? Со множење. 9 по Шест. 9 Аха, по 9, да. плюс остаток. остаток. Да. 9 по 9 81 плюс 6 остаток 87. Да избришам каде се брише? Ние на На гумичка. станичка, јас сум дежурна динаска за бришење. Мора да има дежурни. Мора. Ева, следнава задача, така? Сега одиме на следната задача. Уште оваа задача имаме да ја решиме, а потоа останатите да ги објасниме. Вели збирот на броевите 376 и 500 намали го 9 пати. Што ни представува збирот на броевите? Збирот на броевите која математичка операција ни е? Собирање. Тоа Собирање. значи дека треба да ги собираме 376 плюс 500 и да го поделиме со 9. 9. Дали ќе може... Ајде. Галата. 376 плюс 500, да? Да. Да. Ги ставаме во По заграда и поделено поделени со 9. 9. Тоа му доаѓа 876. Поделено со 9. и тоа му доаѓа. На вториот начин да го решам. На вториот. 9. Веќе 81. Имаме овде 60. И се 6. извинуваме, ме штрикна. 66. Тогаш треба да го ставиме овде 7. 7 по 9 е 63. И остатокот е 3. Одлично. Затоа учениците треба многу внимателно да ги читаат задачите и да знаат што треба точно да се заврши или како точно треба да се реши задачата. А за тоа треба да ги научат сите операции, да се знае Така. точно што е именител, делител, деленик, Делител, количник, прв збир, множител, втор производ, така. собирок и така. Тоа веќе во пето оделение не треба да го научат, туку веќе треба да го знаат. Да. Одиме на четврта задача. Кате има свилена лента од 39 метри. Еви, јас имам свилена лента. Да. Ама мојата не е долга 39 метри. Сака да ја исече на парчиња од по 6 метри. Првото барање. Колку парчиња од по 6 метри може да исече и колку метри од свилената лента ќе остане на кате? Што треба Сакаш, Марија, учениците да знаат? Сакам. Ајде. Ова е решено. Само треба да објасниме. Ајде. Значи, што треба да знаат учениците? Дека и остатокот кој што останува
не представува нешто кое што треба да биде отфрлено на страна, Туку е нешто туку и што ни тоа е останува, нешто што да. ни останува, а сепак ни е потребно и сега со овие задачи ќе откриеме дека всушност еве лентата. Свилената лента со должина 39 метри. Кога делиме? Велиме 39 делено со 6. 6 кој број помножен со 6 во таблица множење ни е најблиску до 39. Да. 6 по 6 е 36. И тука одземаме и добиваме 3 остаток. Значи, на катеи се потребни 6 парчиња ленти од по 6 метри, односно ќе ги исече оваа лента, ќе исече на 6 делчиња од по 6 метри и ќе ја останат уште 3 метри. Тоа ни е остатокот. Одиме на следната задача. Една кутија собира 9 колачиња. Колку кутии ни се потребни за да спакуваме 85 вакви убави колачиња? 85 поделено со 9, најблиску, 9 по 9, 81 и остаток 4. Што ни представуваат овие правоаголници? Ова ни се колачињата, ова ни е кутијата за децата да имаат представа што треба да прават. Сите овие правоаголници не представуваат кутии. Во првата кутија ќе имам 9 колачиња. Во втората исто ќе имам 9. Во третата 9. Во четвртата 9. Во петата 9. Во шестата 9. Во седмата 9. Во осмата 9. И во деветата 9. А останатите 4 колачиња не можам да ги оставам на страна, туку и тие ќе ги спакувам во кутија, но тамо ќе спакувам колку колачиња? 4 колачиња. 4 колачиња. Да. Децата од пето оделение, веќе во збирките задачи математика, има задачи каде што треба да ги решат за домашно делење со остаток. Тоа ќе им биде за домашно да се изберат 5 задачи, дали ќе бидат и на кој начин ќе сакаат да ги решат, дали ќе бидат текстуални задачи или пак со броен израз, за домашно да се одберат 5 задачи со кои што ќе си ја завршат денеска домашната задача и ќе го утврдат она што го усвоиле на денешниот час. Одлично. Ете така. Одлично. Уште еден забавен час по математика. Да, ни навистина беше заврши. многу интересен. И ни следниот час ни е повторно мајчин јазик, но за 600 оделение, 600 оделинци. Брзо земајте чаша вода, пиете чаша вода и за 20 секунди се гледаме на час. Пауза.